Во кое време ние денес живееме? Според библиските пророштва, ние живееме во последно време. Според книгата на пророк Даниел, во втората глава, каде што се назначени 4 светски царства, а од светската историја дознаваме дека тие царства веќе поминале. Ајде да ги споменеме. Првото царство, поголемо било Вавилонското. Потоа дошло Медо-Персиското царство. Потоа царството на Александар Македонски и доаѓа 4-то царство, Римското царство. После тоа царство, после Римското, нема 5-то царство, иако некои денеска Европа ја гледат како наследник на 5-то светско царство. Меѓутоа, според Библијата, според книгата на пророк Даниел, кој видел дека еден камен бил исфрлен од невидлива рака и удрил во тој голем кип или лик и се срушил. И од тој камен настанало 5-то светско царство, односно Христовото царство. Христовото доаѓање, кое наскоро ќе се случи, почитувани гледачи, ќе биде 5-то светско царство. Денешна Европа не е наследник на 5-то светско царство. Таа Европа наскоро ќе се распадне според библиските пророштва. Христијаните очекуваат еден многу подобар свет. Свет без војни, без проблеми, без земјотреси и без смрт. Сакаш ли да бидеш во тоа царство? Единствен услов е да веруваш во Господа, да ги следиш Исусовите правила, неговите 10 заповеди, на тој начин полека да се приготвуваш за оној славен ден, ден кој го очекувале апостолите, пророците, патриарсите. Денеска вистинските христијани го очекуваат Христовото скорешно доаѓање.